мој гостин е Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и подобро ве најдов. Така, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со нова кампања за едукација на мотоциклисти, велосипедисти и тротинети за нивно безбедно учество во сообраќајот. Сега и на самиот почеток кажав, ми ги погледнаве прилозите и анкетите, мотоциклистите, велосипедистите и лицата на електрични тротинети всушност се меѓу најранливите категории учесници во сообраќајот и само еден момент на невнимание е доволен да резултира со трајни последици. Но дали овие учесници се свесни за ризиците? Ја погледнавме и анкетата што ја направивме во центарот на градот. Да кажам дека кампањата е континуитет на овие кампањи кои ги правиме, така да не е нова, секоја година ја правиме, така. Ја правиме секогаш кога нова за годинава. Па добро, секогаш кога се подобрува времето е убаво и ќе биде уште поубаво, да не кажам и топло, и лето, и пролет, или како веќе не. И се зголема фреквенцијата на сообраќајот, излегуваат мотоцикли, тротинети, велосипеди, имаме луѓе кои цела година возат, но имаме луѓе кои сега ги вадат тие превозни средства. Исто така се зголемува фреквентноста на сообраќајот, раздвижено е, гледаме по улиците, и со самото тоа се зголемува, нели, и ризикот од несакани сообраќајни инциденти. Затоа ги имаме овие апели и имаме овие анкети, а и влезва онаа летна кампања, бидејќи се трошат старите годишни одмори, се почнуваат новите годишни одмори, како што одат, нели, вработените во државата. Се зголема фреквенцијата, се оди на подолги дестинации, затоа ние тука оваа кампања ја активираме со цел да ги потсетиме учесниците во сообраќајот да ја зголемат концентрацијата за својата безбедност, ако одат на подалечни дестинации, да одмараат на оние 2 часа, 20 минути да одморат. Сега, ако се во државава, таа не е толку голема, па не мора да, нели, кади да свртиш се помалку од 2 часа, но еве во соседство се оди, доста често за викенди, продолжени викенди, ми се чини дека и оваа недела имаме некој продолжен викенд, па да го искористам тој момент да апелирам до оние кои одат на 2 дена, на оние брзи одмори, ама на подалечни дестинации, да внимаваат, бидејќи топлото време, како и зимското време и режимот за високи температури, а веќе ги имаме над 30 степени, треба да се почитува, значи физички, но и возилата да ги подготват, нели, вода, сето она што треба, и да одмараат, да не возат во еден трошок. Што се однесува до таа летна кампања. Во однос на вашето прашање, дали се свесни за ризиците овие учесници во сообраќајот, всушност и сакав да искоментираме анкетата. Јас веднаш ќе искоментирам. Првин, самокритичноста кај нас сите е на ниско ниво. Па, еве, гледаме како велосипедистот сега да оди кадарот, како преминува, или его мотоциклот, како се лепи зад комбето, значи, а да не зборувам за оние што возат, нели, по, да кажеме, партизанска, по велосипедска патека, но во обратен правец, бидејќи, нели, булеварот е на десна страна, тие што одат на кај Ѓорче треба да возат десно, овие што доаѓаат овамо треба да возат од левата страна по велосипедската патека, како што оди булевар, а не да возат во контранасока, па имаме, да кажеме, конфронтација. Значи, има правила. Правилата само треба да се почитуваат. Зато велам сообраќајна култура, зато велам јавна свест и самокритичност. Токму оваа анкета покажува. Дали ги почитувате? Да, јас сум добар, другите не чинат. Таа приказна не води до тие бројни сообраќајни прекршоци, па и сообраќајни инциденти. Ние апелираме од Советот, и јас како портпарол можеби сум и се повторувам со таа јавна свест и сообраќајна култура, но ќе го зборам се додека се прават тие неетички однесувања во сообраќајот. Знаеш дека не треба, но сепак одиш по секоја цена само за да поминеш, бидејќи па и нема кој да те казне. Па сега не може секаде да има полиција да ве казнува, треба малку и вие да имате она што го рековме на почетокот, само критичност и да кажете да, пешачки премене, ако имам со велосипед можност, ќе се симнам, имам многу пешаци, ќе удрам некој, а не да одиш и да кажеш па ја имам право. Па имаш право, а ја убиме ако имаш право. Тоа е целата поента. Наша заедничка цел е да упатиме апел и вие како РСБСП да работите на едукација со цел намалување на бројот на сообраќајни несреќи во кои што учествуваат мотоциклисти, велосипедисти и лица кои управуваат електрични тротинети, но колку е успешна едукацијата однос
односно колку е прифатена од овие категории учесници? Апелите постојано пристигнуваат од сите страни. Ма и едукацијата се прифаќа. Мислам, секој здраворазумен човек кој учествува во сообраќај сака да е безбеден и тоа не е спорно. Ние зборуваме дека мигот на пад на концентрација и мигот на подценување на ситуацијата во моментот може да ве доведе до сообраќајен инцидент. Го нарекувам сообраќајен инцидент бидејќи не мора да е само со жртви. Може да е и вербален сообраќајен инцидент кој може да предизвика па нешто друго. Зато велам, сите учесници во сообраќајот момент на неконцентрација и на подценување на условите на патот кај што се движат доведуваат тоа до евентуални проблеми. Зато и апелираме да бидат воздржани понекогаш и покрај правилата и прописите, проценете ја состојбата, но имајте сообраќајна култура. Не знам колку може да ме разберат и гледачите, ако преминувате улица и имате предност на булевар, а од таа страна идат 20 возила, им пуштен им семафорот. Само вие сте. Зарем ќе застанете 20 возила за вие да поминете ко пешак, ќе ви застанат возилата, не е спорно. Ќе преминете, ќе ве чекаат 20 возила па да прожат. Или ќе причекате да поминат 20 возила, да им се затвори подолу семафорот, па тогаш да поминете. За таа сообраќајна култура се обидуваме да ја наметнеме кај луѓето. Понекогаш не е само имам право. Имам предност. Така, веднаш ќе се надоврзам, се враќам повторно на велосипедистите, зголемениот број на лица кои се којдневно користат велосипед како превозно средство, наметнува всушност сите учесници во сообраќајот да превземат одговорност за безбедно движење и заемно почитување на сообраќајните правила и прописи. Но ајде да кажеме или да прашам, каде грешат, на што не внимаваат велосипедистите, меѓутоа од друга страна пак како се однесуваат другите учесници во сообраќајот кон велосипедистици? Така, јас сакам да се обидам да објаснам една работа. Во сообраќајот има неколку категории на учесници во сообраќај. Најмасовната група на учесници во сообраќај се пешаците. Сите сме пешаци, па потоа велосипедисти, мотоциклисти, камионџи, автобусџи или што и не. Второ, во сообраќајот ми се чини нема недисциплинирана или дисциплинирана категорија на учесници во сообраќај. Има недисциплинирани и дисциплинирани поединци. Че вие меѓу велосипедистите имате многу од учесниците кои текако се дисциплинирани и почитуваат. Но знаеш како е, еден што ќе направи 10 не може да ја закрпат. Тоа е се во животот. Пешаците исто. Велосипедистите ми се чини оној дел кои се особено оние кои рекреативно го возат, значи кои не се како оние попрофесионални учесници во сообраќај со велосипед, се гледа по опремата која имаат, возат понекогаш им сметаат дека имаат предност. Еднаш се движат како возило, еднаш се движат како пешак, еднаш се движат како мотор. Немаат заштитна кацига, да, не е обврзувачка, но се препорачува. Немаат рефлектирачки елек, немаат мачки на око на позади. Има и такви велосипеди. Но имате и велосипедисти и велосипеди кои како многу се по сите правила и прописи и однесување. Зато велам, се вози по условите на патот. Да, вие имате право да преминете, зборувам за пешачки премин, но држите го правецот, а не преминува со велосипед, па оди на десно, практично сече на сообраќајната зебра. Како пример кажуваме, гледачите што слушаат веројатно биле сведоци на такво нешто. Зато апелираме до таа една сообраќајна етика и култура. Тука никој нема да ве казни, зарем треба сегде полицаец да стои. Или се извинувам за велосипедите да докажам на кеот на реката Вардар или низ градскиот трговски центар. Еве Скопје не знаат. Поминуваат низ со велосипеди, па таму е забрането да се оди. И сега што треба да ставиме полициска контрола сообраќајна во ГТЦ да им кажува дека не треба да возат тука. Се разбира дека не треба да возат. Тоа е таа сообраќајна култура. Забележуваме и од инсертите дека електричните тротинети стануваат се поприсутен избор за брзо и ефикасно движење низ урбаните средини, но со нивната популарност мораме да кажеме дека расте бројот на инциденти на патиштата и овде би сакала малку да проговорим и за нивната безбедност, но и колку тие влијаат на безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Па доколку се движат по зацртаните правила и прописи,
И доколку ги почитуваат правилата и прописите, тие не треба да бидат ризик. Значи, се знае во... Првим да кажам дека електричните тротинети, бидејќи се, да кажеме, еден понов тип на превозно средство, значи не се како велосипедите, мотоциклите, автомобилите, туку се, нели, понова, да кажем, изминативе години. И многу се непредвидливи заради својата бешумност, беззвучност, доколку ви придат од немаат една заедничка, да кажеме, европска клаузула на правила и прописи. Во Франција годините за управување се 12, во Белгија се 14, кај нас се 14. Сега да не ги кажувам сите земји, можем и да сгрешам некаде. 14 години, се знае каде треба се движат. 25 км на час по велосипедска патека, 6 км на час по пешачка патека. Повторно велам, може да се движат по правило, но во насока на движење, не во контранасока. Тука имаме проблем. И второ, да, вие можете да се возите, али ако имате пред вас пешаци, а вие сте на тротинет, симнете се од тротинетот. Поминете ги, па продолжите. Пример давам, исто и за велосипедите. Втора работа кај електричните тротинети е тоа што ми се чини тие што ги возат, забораваат дека се на превозно средство, се движат како да се пешаци. Те од оваа страна средство на кое учеството во сообраќајот со него е регулирано со закон и подлежи на одговорност. Ма сите подлежуваме на одговорност, и пешаците подлегнуваат. Точно, да. Значи во законот, ја сега не ќе многу толкува во сообраќајот, сите имаме предност, привилегии, но имаме и одговорност. Самото учество како пешак ви имате одговорност. Ако преминувате улица на црвено, еве ви е одговорноста. И подоа ќе слушнеме, види ги ме казнија, па како нема да те казнат кога загрозуваш безбедност? Дали ќе го загрозиш со автобус или пешки, како пешак, безбедноста е загрозена. Отаму ја апелираме да се почитуваат правилата и прописите. Пропишаната сообраќајна сигнализација и повторно ќе кажам, гледате ги условите на патот. Уште едно сакам да кажам, бидејќи го читав пред неколку дена, во соседна Србија е казнат човек кој под дејство на алкохол управувал велосипед. Така. Што би се случило кај нас тоа да се случи? Нема. Колку ли луѓе, бидејќи законот не предвидува дека вие не смеете под дејство на алкохол да возите тротинет. Се и тоа ли треба да го предвиди? Или може би е предвидено, не знам. Но тоа е таа етика, тоа е таа култура сообраќајна. Не сум во можност, дај ќе одам пешки или ќе викнам превозно средство. Ме разбирате? Се обидувам да кажам дека има правила и прописи, има законски одредби, има законски санкции, но малку мораме и ние да бидеме раздвижени, бидејќи сообраќајот се зголемува од ден на ден. Поголем се зголемува бројот на сообраќајни реквизити или возила или кој знае што све ќе излезе, уште технологијата оди напред. Инфраструктурата не може со таа брзина да се шири колку што се шири бројот на возилата, затоа треба и ние да се прилагодуваме. И повнимателни и потрпеливи. И пофлексибилни и покултурни. Пофлексибилни, точно. И сега мора да истакнеме дека чести се и апелите до мотоциклистите да носат заштитна опрема, да ги почитуваат секако сообраќајните правила и прописи, особено во поглед на брзината на движење, потоа бучавоста, што најмногу им пречи на граѓаните, и светлосните сообраќајни знаци, но и да ги известуваат останатите учесници во сообраќајот за своите намери и да избегнуваат, многу често тоа се случува, ненадајни промени на начинот на движење на мотоциклот. Меѓутоа и покрај сите апели, постојано има несреќи, дури со смртни последици, во кои учесници се мотоциклисти. Па првин ќе кажам дека мотоциклистите имаат законски одредби како треба да се однесуваат во сообраќај. За брзината не треба да зборуваме, таа е 50 км на час во град. Дали е тротинет или е брзински мотор или е некоја брза кола, значи 50. Значи тука во старт има одредба. Втората работа, знаат каде треба да се движат. Трето, законски се обврзани да имаат заштитна кацига, заштитна опрема и сето тоа, за разлика од велосипедите и тротинетите на кои им се препорачува, но сепак е добро за нивна безбедност да ги имаат. Ми се чини дека овие мотодружствата
бидејќи Советот соработува со нив, ние имаме во текот на година заедно со нив некои кампањи, тие ги почитуваат во целост правилата и прописите. Тие се за пример како треба. Да, ама и тие исто така и апелираат до другите учесници. И апелираат и влијаат, и тоа морам да ги пофалам, ги има неколку колку јас ги знам сега, сите се на едно високо ниво. Но во однос на оние кои, да кажеме, се рекреативно, како и оние велосипедисти пред малку што реков, имаме случаи, и секогаш повторно ќе кажам, нема недисциплинирана категорија на учесници во на оние кои се велосипедисти, моторџи или не знам што, туку има поединци кои за жал може да направат лоша слика за нивната категорија на учесници во сообраќајот, затоа и апелираме, однесувајте се во сообраќајот според правилата и прописите и не го правете она во сообраќајот што не сакате вас да ви го прават, да ви свират, да ве притискаат, да ја подигаат, да кажеме, тензијата на онака тензичниот сообраќај која е во шпицот, причекајте, оставете, паркирајте се културно, тргнете се на страна, гледате ги условите на патот. Затоа апелираме до тоа. Денеска ни е фокусот на мотоциклистите, велосипедистите и оние лица кои што управуваат електрични тротинети. Овде би упатили апел до возачите на моторни возила, кои што всушност треба да ги почитуваат овие три категории на учесници во сообраќајот. Што би значело, да речеме, јас ќе набројам безбедно одржување на растојание, но еве особено интересно да истакнеме, треба да бидат многу внимателни при отварање на вратата од возилото и да внимаваат да не налета некој велосипед или мотоцикл. Добро, али ние сме сведоци, луѓето кои се со моториве со поголема кубикажа, имаат секогаш големи забелешки. Јас сум разговарал дека овие со автомобили не ги пропуштаат, не ги почитуваат и во право се, но знаеш, ние сме сведоци и кога возиш автомобил преку пешачки премин да побине некој таков мотор. Така. Што не би требало, нели? Моторот треба да се вози по улица, а ако треба премине пешачки премин, мора да се симне од него и да како пешак да го избутка. Затоа велам, тоа се поединци кои не се одговорни како учесници во сообраќај. Не можеме да ставиме цела една категорија. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот, и пешаци, и моторџи, и тротинетџи, и велосипедисти, и професионални возачи, кои треба да се пример, како што се градскиот превоз, како што е такси превозот, тие треба да се примерот, а и тие меѓу нив има нели неодговорни учесници во сообраќајот. Апелираме да ги почитуваат правилата и прописите, да се однесуваат културно во сообраќајот, една етика, да ја подигнат јавната свест и ќе имаме така многу помалку жртви во сообраќајот и сообраќајни инциденти. Како една завршница на разговорот, јас ќе сумирам и ќе кажам: подобро превентивни мерки отколку да дојдеме до репресивни мерки, да плаќаме казнени глоби или не дај Боже да имаме сообраќајни несреќи. Казните, јас морам само да кажам дека институцијата која представувам се занимава со оттргнување или отклонување на причините, а не со лекување на последиците. Конечно, казната е тука најневажна според мене, бидејќи вие ако сте го загрозиле вашиот живот со возење на неприлагодена брзина, со поминување на црвено и ве казнат, тоа е најмалку што можело да ви се случи. Замислете на 100 км на час да ви излетало куче, или да сте морале да кочите нагло, или да ви откажало возилото од некоја причина, каков би бил ударот и каков би била последицата при 100 км на час, а колкава е при 40-50. Затоа и прилагодената брзина 50 км на час во населено место. Затоа апелираме, дали има казни или нема казни, дали ве видела полиција или не ве видела полиција, ставете го појасот, не го користете мобилниот телефон. Првенствено грижете се за својата. Немојте да пиете додека возите. Поминувајте на зелено, стоите на црвено. На крајот на криштата возите со прилагодена брзина. Не е важно дали има полиција или не. Дали ќе има камери, дали ќе ве казнат, нема да ве казнат, е помалку важно. Поважно е вие да сте сигурни, тие со вас што патуваат во автомобилот и оние кои во моментот се нашле со вас на улица, да бидете безбедни и да стигнете 5, 10, 15 минути подоцна, не е важно. Важно е да стигнете безбедни.
Така. Иако потврдуваме со овој разговор дека има институции кои што се грижат и за правилата и прописите во сообраќајот, нивно превенирање, регулирање, но и казнување, она што е најважно. Треба граѓаните, самите учесници во сообраќајот да бидат совесни, внимателни, да ги почитуваат правилата и пред се да се грижат за својата безбедност и безбедноста на другите. И покрај овие примери кои ги даваме, сепак ми се чини дека и овие кампањи кои се доста чести, кои преку медиумите, особено преку македонската телевизија, ги имаме како доста често, мислам дека допираат до луѓето, бидејќи почнуваат луѓето да ја разберат поентата. Поентата е да бидеме безбедни во сообраќајот, а не да стравуваме што ќе ни се случи и што на некој од нашите блиски може да му се случи во еден голем град како што е Скопје на крајот на криштата, но и на пат, знаеш, кога одиш на подолга дестинација, ја повторно сакам да потсетам и да апелирам до граѓаните, до оние кои ќе одат за продолжен викенд, кои одат на одмори. Не брзате никаде, одете според знаците, според тоа пропишаното, условите на патот ги гледате. Може би пишува 130 дека смеете да возите, ако нема услови ќе возите 30, така? И да не ја подценуваат горештината. Ако зимно време луѓето и оние зимски кампањи велат да има магла, има одрони, да внимавам, да знаат дека и летно време горештините не се ништо помалку опасни од зимската кампања. Затоа ја апелираме да возат внимателно, бидејќи горештините многу влијаат врз безбедноста на сообраќајот, и врз техничката исправност, и врз психосоматската состојба на оној што управува со моторното возило. Апелираме на подолга дестинација, на 2 часа да одмараат 20 минути, да се окрепат, да пијат вода и полека да внимаваат и да стигнат на посакуваната дестинација, но да бидат концентрирани, а не многу опуштени, бидејќи во сообраќајот мора да имаме концентрација. Дејан, ви благодарам многу за гостувањето. Ние остануваме присутни постојано кога е потребно да апелираме и секогаш со нови информации да бидеме присутни меѓу граѓаните. Благодарам и до вас, особено што ни дозволувате преку вас да се обидеме да ги потсетиме гледачите на тоа што треба да се прави за безбедност во сообраќај. Ви благодарам уште еднаш.